Добро почитувани, Димитар Ковачевски и Миле Зечевиќ се уште не даваат конкретни одговори за именувањето на Зарко Милошевски за наследник на Виктор Димовски во АНБ по огромниот скандал Онишченко, кој што покажа изигрување на домашните и меѓународните процедури и стандарди токму од нив двајцата. Тоа што Ковачевски и Зечевиќ не даваат одговори, не значи дека прашањата бледеат. Напротив, се појавуваат нови сознанија за вмешаност на пуленот на Зечевиќ во настани што се уште ја потресуваат Македонија. Па затоа, Ковачевски и Зечевиќ би требало да одговорат каква е улогата на Зарко Милошевски во случајот Диво населје од 9. мај 2015 година. Дали Зарко Милошевски, тогаш начелник на единицата за екстремизам, бил одговорен? Дали тогаш Зарко Милошевски е директно одговорен во УБК за проценка на состојбата, а толкава група се сместила во градот? Да подсетам, во интервју од 2017 година, Горан Николовски од позиција директор на УБК посочи на, цитирам, лоша проценка на УБК за Диво населје. Одиме понатаму. Ковачевски и Зечевиќ мора да одговорат дали Зарко Милошевски е парично награден со одлука на владата за Диво населје. Дали неговото име е меѓу оние за кои што токму СДС гласно бараа списокот со наградени да се објави, а парите да се вратат. Па сега Ковачевски и Зечевиќ нека се изјаснат треба или не Зарко Милошевски да ги врати парите како награда за Диво населје. Почитувани, Македонија тоне од кризи во кризи, корупција и криминал, а се повеќе и во безбедносен лавиринт, токму затоа што безбедносните служби ги претворија во пашалак за своји миленици и за своји партиски потреби. Ви благодарам.